Здраво, правачиња! Денеска е ден понеделник, значи започнуваме нова работна седмица и ќе си одржиме часови како што имаме по распоред македонски јазик, математика, природни науки и физичко и здравствено образование. За сите часови имаме нови наставни содржини и за тоа си знаете. За часот по македонски и тетратката без линии по македонски јазик, тетратката по тесни и широки, затоа што ќе учиме една нова буква, и математика број 3. Па да почнеме. Ајде да видиме, да препознаеме која буква денеска ќе учиме. Што гледаме на сликата? Така е, книга. А ова кој е? Ксенија. Тука имаме кокошка. Дали веќе знаеме за која буква станува збор? Која буква ја учиме денеска? К книга, К Ксенија, К кокошка. Значи ја учиме буквата К. К круша, К кошула. Денеска ја учиме печатната буква К. Како се пишува буквата К? Јас си играв малку со тесто денеска и тоа го искористив да ви прикажам од кои елементи е составена буквата К. Таа е составена од една права исправена линија, од една права коса линија и уште една коса на другата страна. Значи, овој дел вака, ако го гледаме, ни личи на знакот по математика што го учевме знакот помало. Значи, една права исправена, па една линија коса што ја почнуваме од озгора и ја спојуваме со правата линија и веднаш ја продолжуваме другата коса кон надолу. И големата и малата буква К се пишуваат исто. Значи, буквата К е составена од 3 елементи. Права исправена, една коса пократка и уште една коса што оди на другата, на спротивната страна, исто така е пократка. Како правилно да ја пишуваме буквата К? Еве појаснување. Значи, една права исправена, еве косата што удира на средината, на правата што сме ја веќе напишале, а другата пак продолжува. Еве го знакот што личи на знакот помало. Еве како одиме, значи со стрелката од озгора кон надолу, па пак од озгора кон средината и продолжуваме без да го креваме моливот, значи веднаш кон надолу. Еве буквата К, овошна К, и да видиме сега. Каде, овде, во овој круг, од кој од овие предмети започнуваат со буквата К, а после ќе ви кажам што всушност крие оваа слика. К конзерва. Ова се компири, К компир. Друго, К кајси, К кикирики и уште една конзерва. Но ова е всушност буквата К кога би била еден витамин, витамин К. Имаме различни витамини со различни букви. Ева, во сите овие храни овде намирници го има витаминот К. Значи, тоа не е само буква, туку и витамин. И ако ја јадете оваа храна што е тука прикажена во овој круг, ќе биде вашиот организам полн со витамин К. А инаку зборовите конзерва, компир, кајсија, кикирики започнуваат на буквата К. Дали ореви започнува на К? Дали семф? Или грашок? Или салата? Не. Значи, веќе знаеме кои зборови започнуваат на буквата К.
А сега да погодуваме каде е буквата К во зборовите и дали воопшто ја има. Стартуваме. Веќе сами работите. Јас на крајот само проверувам. Што е ова? Ја има буквата К. Да. Каде? На почеток, на средина или на крај? Така е. К, катанец, на почеток. Сега гледаш што? Топка. Дали ја има буквата К? Каде? Така, на средина. Браво за тебе. Фармерки? Е, овде буквата К ја има, но вие ја слушате како Ќ. Понекогаш буквата К во некои зборови се слуша како Ќ. Тие се малку слични, но кога ќе пораснете немате да имате проблем и нема да мешате кога е К, а кога е Ќ. Значи да знаете дека во зборот фармерки тоа не е Ќ што го слушаме, туку е К. И значи се наоѓа во средина. Тука ја има К во зборот змеј? Во право си. Ја нема. А во елек? Елек. Каде? Елек. Така е, на крајот. Око? Ја има К? Ја има. Каде? На средина. Браво за тебе. Секој ден си се подобар и подобар. А сега редовните задачи кога учиме нова буква. Значи, ја моделирате на свој начин, ја оживувате, ја украсувате како сакате. Пишуваме неколку зборови, не мора да се овие, може и други да се, со тоа што ја подцртуваме буквата К или одредуваме каде е, на почеток, на средина или на крај, и во учебникот редовните задачи што ги завршуваме за секоја буква. И не заборавајте, ќе вежбаме во тетрадката со тесни и широки една страна, големо К и мало К, како што кажав, исто се пишува и големата и малата буква К. И тоа е се за часот по македонски јазик. Откако тоа ќе го завршиш, ќе се подготвиш за часот по математика. Значи, после 5 минути одмор, продолжи со математика. А додека да продолжиш, подготви ја твојата тетрадка по математика и учебник трет дел, што ќе треба да го отвориш на страна 22. Денеска по математика, бидејќи претходните часови учивме за фигури, денеска ќе учиме за половина фигура. Да видиме дали само фигурите можат да се делат на половини или некои други предмети од секојдневниот живот. Какви се овие колачиња? Половина чоколадни, половина бели. Значи половина црно, половина бело. Едно колаче поделено на два дела. Трите колачиња се сите исто поделени на половинки. Едната половина е црна или чоколадна, а другата е бела. Значи, овие колачиња се што? Поделени на половина. Ајде да видиме други примери. Еве една мафина, која што е пресечена исто така на половина. Значи, знаете како изгледа целата мафина, а овде таа е пресечена на половина. И што гледаме? Јаболко, кое што е поделено на два еднакви дела. Значи, не само фигурите, туку и многу предмети од секојдневниот живот може да се делат точно на два
еднакви дела. Меѓутоа има и такви што имаат неправилни форми, па не можеме да ги поделиме на еднакви делови, но тоа ќе го оставиме за наредните часови. Сега да видиме други примери. Еве. Јаболко пресечено на половина, лубеница пресечена на 2 дела, кокос и авокадо. Или манго. Не сум сигурна ова што е. Бидејќи кај нас ова го немам, меѓутоа мислам дека е авокадо. Значи, некои овошки можеме да ги делиме точно на 2 еднакви дела. Еве пица, што била некогаш цела, ама сега е поделена на 2 еднакви половинки. Значи, едната половина од левата страна и едната половина од другата страна. Сега веќе ти е јасно што значи тоа да се делат фигурите или предметите на половина. Еве, ова е подсетување. Круг, правоаголник, триаголник, квадрат. Дали тие можат да се делат на половина? Што мислите? Да, тие можат да се поделат на еднакви делови. Еве вака ќе изгледа тоа. Кругот, ако го поделиме на 2 дела, тој ќе личи вака. Триаголникот, што е овде жолт, ако го свиткаме на средина, ќе биде поделен на 2 дела. Сега, правоаголникот и квадратот можеме да ги поделиме и вака, тоа се вика диагонално, или на половина вака на средина. Дури можеме и вака да го поделиме. И тој секогаш кога ќе го поделиме на средина, ќе има 2 еднакви дела. Еве го и квадратот поделен на 2 еднакви дела и значи и левата и десната страна, кога ги делиме фигурите на половина, се еднакви. Значи, тие можат да бидат поделени на 2 еднакви дела. Еве, тука се представени повеќе фигури, различни, кои што се дадени во 2 бои, тоест едната половина е избоена, едната не, за да ви биде појасно како тие всушност се представени, тоест поделени на еднакви половини. Гледаме овде дека имаме и срце на половина, и звездичка, и ова е јајце, шестаголник, некои неправилни фигури, петаголник, па имаме кругче, половина, круг исто така може да се подели на 2 половини, ова ни личи на крстче, што исто така е поделено на 2 еднакви половини и така натаму. А сега да видам дали ќе препознаете кој од овие фигури се точно поделени на 2 дела. Што мислите, дали се сите овде поделени точно на 2 еднакви половинки? Оваа фигура, што мислите, дали е поделена на 2 дела еднакви? Така, значи пола зелена, а другата половина е бела. А дали овој триаголник е поделен точно на 2 еднакви дела? Дали е ова избоеното половина фигура? Така е. Ова не е половина фигура. Гледате дека поголем дел од фигурата е обоен, а само мало парченце во ќошото станало бело. Дали ова срце е поделено на 2 еднакви дела или дали има 2 половинки фигури? Така, во право си. И ова не е точно поделено на средина. А ова, шестаголникот, да, тој е поделен на пола. Овој круг и тој е поделен на пола. Квадратчето, точно, и тоа е поделено на 2 еднакви дела, а звездичката, таа не е поделена, така е, таа е цела. Значи, воопшто не е поделена, а тоа не значи дека не може да се дели. Звездичката може да се подели, но во овој случај таа е цела, не е воопшто делена на 2 дела. Сега,
Една мајка имала 2 деца и сакала да им подели чоколадо. Дали во овој случај го поделила еднакво на двете деца или во овој случај? Дали во првиот случај или во вториот? Двете деца ќе добијат еднакво чоколадо. Што мислите? Првиот или вториот случај? Така е, во вториот случај. Во првиот случај едното дете ќе добие колку? 3 ретчиња, а едното 4, значи не е еднаква поделбата. А овде добиваат и двете деца по 4 ретчиња. Ајде и овде да одредиме сега. Која од овие фигури е поделена на половина? Првата? Втората? Третата? Четвртата? Петтата? Шестата? Седмата? Осмата? Деветтата? Десеттата? Единаесеттата? Дванаесеттата? Ајде да видиме кој испадна? Првата, третата, четвртата, петтата, седмата, осмата и овие веќе надолу. Ниту една не е поделена на 2 еднакви дела. Сега сум веќе сигурна дека ова ти е јасно. И сега е време, значи, да ги завршиш задачите во математиката на страна 22 во третиот дел во учебникот. Откако тоа ќе го завршиш, ќе научиме нешто и за како всушност ние слушаме. Значи, ние научивме за звук. Научивме што е тоа звук и научивме какви видови на звуци постојат. Научивме и дека слушаме со увото. Научивме и дека звучните бранови влегуваа во нашето уво. Но тоа само го спомнавме, но не го разработивме. Денеска добро ќе го разработиме како всушност ние слушаме. Еве една слика на која што е дадено уво. И најнапред ќе ви кажам дека увото не е само ова што го гледаме однадвор и не служи за тегнење кога децата се лоши, кога не слушаат. Значи, ова служи вака за тегнење понекогаш, но тоа не му е главната намена. Тоа е ушната школка. Значи, ова е надворешното уво што го гледаме со нашите очи. И тоа е само еден дел од увото. Тоа е само надворешниот дел, ушната школка. Таа е всушност да го штити сето друго што се наоѓа внатре. Еве го овде, каде што е стрелката, е прикажано надворешното уво, кое што е сочинето од ушната школка. Понатаму гледаме дека нешто друго на сликата е прикажано што ние всушност со нашите очи не можеме да го видиме. Тоа продолжува внатре, значи од ушната празнина понатаму и има и други делови од органот за слушање увото. Значи, овој дел го рековме надворешно уво, потоа ова што го гледаме на средина се вика средно уво, а дури ова на крајот се вика внатрешно уво. Значи, убаво сега да повториме. Увото е составено од 3 дела. Надворешно уво или ушна школка, што ние можеме да ја видиме со
очи. Меѓутоа, другите два дела, а тоа е средното уво и внатрешното уво, не ги гледаме со очите, па затоа се прикажани на оваа слика. И подоцна преку видеото ќе ви стане уште појасно. Значи, откако го обработивме, го кажавме ушната школка на дворешното уво и каналите внатре, навлегуваме полека во средното уво. Тоа е составено од што? Од слушен канал. И сега, понатаму, што има? Има нешто што се вика кога нешто многу гласно ни вришти на увото и велиме не вришти, ки ми го пукнеш тапанчето. Значи тоа не е туку така само да се кажало нешто, туку слушно тапанче стварно навистина постои. Внатре, значи после слушниот канал е слушното тапанче или ушно тапанче. Па имаме слушни коскички кои што удираат во тоа тапанче. И натаму имаме други полукружни канали, полукружни затоа што не се права линија, туку личат на полукругови. И на крајот го гледате ли ова тука што личи на полжав, па тоа се вика така, кохлеа или полжавче. И понатаму имаме тука една труба, што се вика канал, што се вика труба. И тоа е всушност внатрешното уво. Полжавчето е во внатрешното уво. Значи, што имаме внатре? Слушен канал, имаме тапанче, имаме и едно што се вика чеканче. Тука не е прикажано, но се вика чеканче, па имаме канали што водат до овој полжавот внатре. И сега, вас уште ништо не ви е јасно. Си велите, што ни кажува оваа нашата наставничка. Тоа ви кажува што ќе го видите во наредното видео. Но пред да почне видеото, ќе ви кажам многу битни работи што треба да ги знаете за вашиот сетилен орган увото. Значи, увото мора да се чува, затоа што тоа е сетилен орган за слух. Доколку го повредиме увото, може да дојде до некакви оштетувања на овие делови што се внатре во средното и во внатрешното уво и да настанат некакви нарушувања, значи да почнеме да слушаме малку послабо. За да не се случи тоа, значи треба внимателно со ваква чепкалка. Не да чепкаме многу длабоко во увото, туку само надворешно, нежно, без притискање и редовно, значи да се чистат ушите. Ако не ги чистиме редовно ушите, тие може да се запушат. Значи внимателно и редовно чистење на ушите со чепкалка за уво, не со други предмети, и тоа чепкалката да не се пика длабоко во ушните канали, туку само надворешноста. Доколку почувствуваме некаква болка или дека нешто не слушаме добро, треба да се јавиме на преглед. Значи ушите да се прегледуваат редовно на сите систематски прегледи и ако почувствуваме понекогаш некаква болка, може понекогаш и некој инсект да влезе во увото и да ни направи некаков проблем, може да ни влезе вода во увото, па тоа да почне да не боли, тоа се случува често кога сме на одмор, па затоа мора да одиме на лекар и да ги лекуваме ушите во такви ситуации. Постарите луѓе, како што стареат, постепено го губат слухот. Тоа значи дека полека почнуваат послабо да слушаат. И затоа кога правиме муабет со некоја бабичка или дедо, треба погласно да зборуваме. За да не викаме многу гласно, а тие да не се мачат, треба да им се обезбедат
помагала за слушање при појава на глувост. Значи може некој да биде сосема глув, да не слуша воопшто, или само малку да му биде намален слухот. Во тој случај вакви апаратчиња се користат во увото и тие го подобруваат, значи, слухот и му овозможуваат на човекот подобро да слуша. Сега преку видео ќе согледаме како слушаме со ушите. Значи, ова е еден цртан филм, интересен, но корисен, поучен, што е на англиски јазик, меѓутоа јас ќе се